И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, правилно размислување за смрт и воскресение. Ноќта пред да умре Исус, тој кажа една од најудобните работи која би можел да ја каже на тие ученици. Еве што рече тој во Јован глава 14. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувајте во Бога, верувајте и во мене. А потоа им вели: во домот на мојот татко има многу места. Ама ако не беше така, јас не би ви кажал. Потоа тој вели: јас одам да приготвам место за вас, ќе се вратам пак за да ве примам кај себе си, таму каде што сум јас, таму ќе бидете и вие исто така. Тоа беше неговиот начин да ги утеши за едноставна причина, бидејќи тој одеше на крстот следниот ден. Тоа ме потсетува што вели Павле кога дојде време да се соочи со смртта. Писмото вели во второ послание од Тимотеј, 4 глава. Тој рече: зошто јас веќе излевам како жртва за налевница и времето на моето заминување дојде. Зборот што го користи за заминување е истиот збор што го користиле за брод, например, кој се ослободува од своите сидра, или ако војска ги собира своите шатори и почнува да се подготвува да замине. Со други зборови, некој се подготвува да замине. И така, тој вели: се борев, добра борба, ја завршив трката, ја зачував верата. Во иднина ми е зачуван венецот на правдата, што Господ, праведниот судија, ќе ми го додели. Во оној ден, и не само мене, туку и на сите што го засакаа неговото јавување. Тоа ме потсетува што вели Павле кога станува збор за смрт и работите што ќе се случат. Слушајте што рече тој во 2 Коринтијани глава 5. Тој вели: сега ние одиме по вера, не според гледањето. Тој вели и така: бидете охрабрени, велам јас, и сакам повеќе да бидам одсутен од телото и да бидам дома со Господа. Значи, секој пат, тој ни дава збор на охрабрување. А потоа во 15 глава од прво послание до Коринтијани, тој рече, например: но кога ова распадливо ќе се облече во нераспадливо и ова смртно ќе се облече во бесмртност, тогаш ќе се оствари зборот што е напишан: смртта е проголтана во победа. О смрт, каде е твојата победа? О смрт, каде е твојата осилка? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Но, фала му на Бог, кој ни ја дава победата преку нашиот Господ Исус Христос. Кога Павле зборуваше за смрт, секогаш беше една охрабрувачка работа. Не беше нешто мрачно. Ова е крајот, секако вид на размислување, но чувство на голема доверба. Причината за тоа е затоа што тој ја знаеше вистината дека Господ го беше научил што се случува после смртта. Кога ќе погледнете во сите тие места и кога ќе погледнете во неговиот поглед на работите, она што треба да се запрашаме е: кој е христијанскиот поглед? Сега кога зборуваме за воскресението, ние сите можеме да се радуваме и да го славиме Господа и еден ден ќе добиеме ново тело. Ние ќе изгледаме подобро, ќе се чувствуваме подобро, ќе бидеме подобро. Се ќе биде прекрасно. Сега, тоа е во ред ако почнеме од таму, но ако одиме чекор назад, тогаш треба да се соочиме со смртта. Тоа е целосно различна случка, не толку радосно, среќно и така натаму. Но се додека не дојде до местото на разбирање што учи Библијата за смртта, за нашата врска со Христос и за нивното разбирање на нашата увереност и сигурност, смртта е целосно поразлична случка. Интересно е колку многу луѓе имаат различни погледи на смрт. Например, ако не верувате во Господ Исус Христос, дури и не сакате да зборувате за тоа, не зборувате за тоа. Или ако не сте христијанин, а не сте, воопшто не сте религиозен, па јас едноставно ќе го направам тоа. Еден ден се ќе заврши, јас едноставно ќе испарам и ќе бидам ништо. Големо изненадување доаѓа бидејќи тоа воопшто не е она што го вели Библијата. Затоа сакам да видиме што не учи писмото овде. Помислете што поучуваше Павле за тоа. Кога тој поучуваше за тоа, тој вели дека ќе биде како: јас само сум ослободен од моите пристаништа на од оваа земја, одсутен од телото,
присутен со Господа. Тој беше секогаш уверен за тоа што се случува на другата страна. Затоа едноставно ќе ве прашам, дали тоа би било поучно за вас ова утро? На првото прашање сакам да одговорам на некои прашања. Првото прашање на кое сакам да одговорам е ова. Тоа е, што се случува кога луѓето ќе умрат? Тоа ќе се случи на секој од нас. Така да, што се случува кога луѓето умираат, кога ти си верник, тоа е многу очигледно. Сега, јас сакам да одговорам на 2 или 3 прашања овде, за кои има многу збрканост во светот денес и во црквата денес. Сакам да одговорам на ова прашање. Што се случува кога луѓето умираат? Душите на верниците одат веднаш во присуство на Бог. Смртта е само привремено одвојување од телото, душата и духот. Ако не верувате во тоа кога умирате, и вашето срце престанува да чука, дека одите во присуство на Бог, тогаш каде одите? Има некои кои велат чистилиште. Ќе дојдеме до тоа. Некои луѓе ќе речат, па ти само се распаѓаш, само си поништен, тоа е крај на тебе. Луѓето имаат секако вид на идеи за тоа каде одиш, но писмото е јасно кога ќе погледнеме точно за тоа каде оди личност. Ако Павле си мислеше, внимавајте, ако тој си мислеше дека кога ќе умре нема да прави ништо друго, но ќе оди во присуството на Господа, тој никогаш немаше да каже одсутено телото, лебдејки некаде во Вселената, во ковчег за 2000 години, но тој рече одсутено телото, присутен со Господа. Сега, ајде да ве прашам, можете ли да го кажете тоа ова утро? Можете ли да кажете дека ако јас умрев денес, според писмото, на моje мислење, според писмото, ако умрев денес, јас ќе бидам одсутен од ова тело и присутен со Господа? Точно ова го рече Павле. Се друго е различно. Од тоа не е библиско. Така, можете ли да го кажете тоа? Можете ли да кажете со сигурност, ако сте рекле да, јас можам, тогаш јас ќе ве прашам ова. На која основа би можеле да кажете денес, ако јас умрев на пат дома од црквата, или ако имав срцев удар во црквата? Ако умрев денес, на која основа би можеле да кажете јас можам да се радувам во Господа, бидејќи одсутен од телото, јас ќе бидам присутен со Него? Што би била вашата основа за да го кажете тоа? Крстот. Не делата. Единствениот начин ти и јас на кој можеме да бидеме сигурни е дека сме поверувале во Исус Христос, во неговата пожртвувана, заменска, искупителна смрт на Голгота, за која плати за нашиот грев во целост, сите наши гревови, така да во моментот кога тој ќе не повика, ние сме сврзани со небото, а не врз основа на било што. Значи, ако го прашаш твојот пријател утре на работа, ако ти умреш денес, каде би одел? Па не знам. Може би отишол во рајот. Зошто го кажуваш тоа? И слушај ги нивните одговори. 25% од одговорите што повеќето луѓе ги дадат, јас не сум лош човек, бев добар како некои членови на црквата што ги познавам. Имам само еден одговор. Крстот. Не моите добри дела, крстот. Помислете на ова. Мислете на луѓето чија што врска со Бог не е во ред и кои мислат еден ден јас сакам тоа да го средам. Потоа гледаат некоја ужасна несреќа. Едно од првите работи кои се појавува во нивниот уме, јас не сум спремен. Затоа ве прашувам повторно ова утро, дали ќе бидете спремни? И што е основата на вашата спремност? Ако е нешто друго отколку вашата вера во Исус Христос како ваш личен спасител, основана на неговата искупителна, жртвена, застапничка, потполно задоволена смрт на Голгота, тогаш вие немате права основа. Кога некој ќе рече, па што се случува кога умираш, ние одиме во присуството на Бог. Сега, ако тоа е вистина, што е со другите луѓе, на пример, кои зборуваат за тоа дека душата спие? Јас имав долг, голем двочасовен разговор со некој пред неколку недели, кој сакаше само да ме омаловажи. Слушај, кога умираш, ти спиеш во гробот се додека да дојде Исус.
Јас точно знаев од каде им е тоа. Тие го имаат земено, например, од прва Солуњани глава 4. Павле го употребува терминот спие, но тој не го употребува за да поучува за тоа, бидејќи тој не го верува тоа. Слушајте, тој рече одсутен од телото, присутен со Господа, не одсутен од телото, присутен во гробот. Павле не правеше никакви противречности за она што го рече. Затоа многу е јасно што вели Павле во глава 4 во прва Солуњани. Тој рече: браќа, не сакам да сте во незнаење за оние кои се заспани, за да не жалите како за другите кои немаат одмор. Кога го употребува зборот спие овде, тој не зборува за спиење во гробот. Тој зборува за тоа кога личноста која е христијанин, личноста која е верник, кога умира, што се случува? Тоа е како одење на спиење. Ние се разбудуваме во присуство на Бог. Ако тој не го веруваше тоа, немаше да каже одсутен од телото, присутен со Господа. Затоа помислете на ова исто така. Апостол Павле никогаш не би рекол: јас сум растргнат во два правци. Тој вели на Филипјаните, број 1. Јас навистина сакам да останам овде и да го проповедам Евангелието на вас. Од друга страна, сакам да си заминам и да бидам со Исус. Сега, ако тој мислеше дека тие ќе го стават во гроб некаде за колку и да е години, 100 или 1000, тој никогаш немаше да го каже тоа. Тој рече: јас сакам да умрам и да бидам со Исус, или сакам да останам овде и да го проповедам Евангелието. Тој рече: јас сум растргнат помеѓу овие две. Тој никогаш немаше да се чувствува на тој начин ако веруваше дека може се што да му се случи, освен дека ќе биде во присуство на Бог. И така, кога сме кај заспаните души, ништо во Библијата не учи дека душите спијат. Можете да погледнете во сите стихови за кои сакате да зборуваме, нема такви. Затоа тоа не е вистина. Тогаш, што околу чистилиштето? Јас сум зачуден на луѓето кои веруваат во тоа. Верувам дека има многу римокатолици кои се спасени, но го ставам тоа под знак прашалник, бидејќи вие имате зборуваност со нив. Тие поверувале во Исус како нивен спасител. Тие разбираат што значи да се биде спасен. Сега размислете што зборуваат. Мислете на ова јасно. Ако има чистилиште, ако би можеле да дадете една изјава за тоа како не би можело да биде вистина. Ако, например, има чистилиште, еве што кажува тоа. Тоа е апсолутно одрекување на оваа вистина, дека смртта на Исус Христос плати за нашите гревови потполно. Така, ако ти си умрел и си отишол во чистилиште да страдаш за твоите гревови, еве што ќе ти кажат тие. Па има некои гревови за кои ќе признаеш дека не си платил во животот и така треба да страдаш се додека не платиш за нив. Тоа е целосно, нема ништо, што и да е, нема нешто такво, тоа е целосно невистина. Од друга страна, она што таа го кажува е дека Исусовата смрт на крстот беше делумно плаќање. Јас треба да се погрижам за останатото. Тоа е целосно одречување на вистината за откупителната смрт на Исус Христос за гревовите на сето човештво. Она што сакам да го видите е дека ова се работи во кои луѓе веруваат и тие веруваат во нив многу цврсто. Тие не се вистините. Гледате, едно е да веруваш во нешто, но почнуваш да поставуваш прашање. Мислиш, па не би можел да верувам во тоа. Ако ти веруваш во Божјото Слово, не можеш ни да веруваш во тоа. Понатаму, што за луѓето кои умираат без Христос, тие се изгубени. Сега, ајде да кажам неколку работи овде. Библијата вели дека е одредено за човекот да умре еднаш, а после тоа е судот. Сега внимавајте, со љубов мора да го кажеме, нежно мора да го кажеме, но искрено мора да го кажеме. Кога некој умира без Христос, сите проповеди, сите цвеќиња, сите пари, сите пофалби, сите песни, се, нема да го поместат од ниту еден момент на вечна одвоеност од Бог. Сега, ова е најтешкиот дел. Најтешкиот дел е да сватиш дека некој отишол во пеколот во мака. И тие ќе бидат во маки се до крајното воскресение во глава 20 од Откровение, кога сите тела на неверните ќе излезат од гробот, соединети со духот, душата, и потоа судени за цела вечност за нивните дела, бидејќи видите, кога личноста умира без Христос, таа оди во мака. Но конечниот суд не е во тој момент, бидејќи судот ќе биде совршено точен. Според начинот на кој сме го живееле нашите животи и што носи тој суд,
Затоа не можете да кажете за некого, па не знам дека не беше христијанин. Јас морав да работам на тоа многу пати како пастор и како што прави секој пастор. Сега јас ке речам, па кажи ми за твојот сопруг, за неговото заедништво со Бог, па тој беше добар човек. Ти не можеш да бидеш доволно добар да ги избегнеш маќите ако си го отфрлил Исус Христос. Тоа е тешка работа да мора да кажеш на некого, но тоа е вистината. И ти не можеш да дозволиш да заведеш некој да го мисли тоа заради тоа што го направил ова или она, например. Или ќе ви речат, па јас не сум сигурна околу сето тоа, но сигурно знам дека тој ќе биде во ред. Па јас немам на срце да одам подалеку од тоа, но вистината е дека нема да биде во ред. Одредено е еднаш за човекот да умре, а после тоа е судот. Со други зборови, кога ние го вдишуваме нашиот последен здив, ние или одиме во присуството на Бог или во маки. Никакви мудрувања, проповеди, теологии, доктрини, погрешни верувања и сите работи кои се случуваат, ништо од тоа нема да не спаси. Писмото вели, ако исповедаш со твојата уста дека Исус е Господ, веруваш во твоето срце дека Бог го воскресна него од мртвите. Вие разбирате што е тоа. Тогаш ќе бидеш спасен. Слушајте, Бог Таткото го стави сиот грев, твојот грев, мојот, гревовите на целиот свет, се назад до Адам. Тој ја стави вината и платата за сите гревови на целото човештво. Најединствената личност што можеше да го носи тоа, а тоа е безгрешниот Исус Христос, кој беше јагнето Божие. Сите тие овци, телиња, кози и така натаму кои беа жртвувани, сето тоа, тој рече дека е сенка на што? На денот кога Исус Христос умре на крстот. Библијата вели, завесата на храмот беше расцепена од озгора надолу, така да човекот има пристап до Таткото. Така да сето тоа се случуваше овие години. Вашиот пристап до Бог е преку неговиот син Исус Христос. Сега Бог го стави целиот грев на сето човештво врз една личност која никогаш не сгреши. И кој го уби Исус? Римјаните не го убија Исус. Евреите не го убија Исус. Таткото го уби Исус. Неговиот син беше оној кој кога тој го жртвуваше за твоите и моите гревови. Така да, кога ние ќе го прифатиме Исус Христос како наш личен спасител, ние го прифаќаме Божиот подарок. Неговиот син како единствена, конечна, вистинска, адекватна и застапничка, посредна, задоволувачка жртва за твојот и мојот грев. Бог го стави сиот тој грев на Исус. Слушайте, еве зошто отворањето на Исус Христос е толку ужасно. Тој е единствената личност кој може да те одведе во небото. Тој вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа до Таткото освен преку мене. Тој не се фалеше. Тој ја потенцираше вистината, ги изјавуваше фактите. Така, кога го отфрлаш Исус, ти го отфрлаш подарокот од Таткото кој умре за твоите гревови. А кога го отфрлаш Исус, никој друг не може да плати за твоите гревови. Сега внимавајте, кој друг може да го плати долгот за твоите гревови? Ајде да ви кажам, зошто не може никој друг, бидејќи сите други сгрешија. Сите ние си имаме наши гревови. Исус, единствениот совршен, безгрешен Син Божи, го плати долгот за твоите гревови потполно. Точка. Кога ти го примаш него како твој личен спасител, ти си вечно сигурен, базирано на неговата смрт на крст, како плата за твоите гревови. Во ред, ако го игнорираш тоа, кој ги носи твоите гревови? Ти треба да ги носиш. Велиш, што се моите добри дела? Драго ми е дека праша. Бидејќи твоите добри дела се апсолутно бескорисни кога станува збор за тоа дали си прифатен пред Бог. Затоа Бог го испрати Исус. Велиш, па што тогаш за воскресението? Што значи сето тоа? Библијата вели дека ќе дојде ден кога Бог ќе стави крај на сето тоа. И се ќе донесе на виделина. Ќе дојде време кога Господ Исус Христос ќе дојде во воздухот и тие наши воскреснати тела ќе се сретнат заедно со него во облаците во воздухот. Сега, ајде да прочитаме неколку стихови овде, бидејќи мислам дека се многу важни. Например, во Солуњаните вели: браќа, не сакам да бидете неинформирани за оние кои спијат. Запаметете, рековме дека тоа не значи дека тие спијат во гробот. Тоа е само неговата терминологија, како одиме на спиење ноќта и се будиме следното утро.
Оти ако веруваме дека Исус умре и воскресна повторно, така Бог ќе ги приведе со него оние кои заспале. Сега внимавајте, јас го велам ова повторно со цел бидејќи ова е голем проблем со луѓето. Ако тој ме приведе мене со него и моето физичко тело биде воскреснато, тогаш зошто мислам дека сум бил во гробот? Тоа нема смисла воопшто. Така да, нема заспивање на душите. Умираш или си во присуство на Бог, или си во маки. Глава 16 од Лука, која ја знаете многу добро, богатиот човек и Лазар. Запаметете што рече Исус кога ја кажа таа случка. Богатиот човек умре и е во маки. Се сеќавате што се случи? Писмото вели таму е богатиот кој вика кон Бог. Прати некако само да го стави својот прст во вода и да дојде да го допре мојот јазик. Зошто Исус би употребил таква терминологија? Тој едноставно го потенцираше фактот дека маките се маки. Ова не е некој фин стан некаде. Тоа е мака. И кога личноста умира без Христос, оди во маки. Во глава 20 во Откровението, кога Библијата кажува дека доаѓа големиот бел трон на осудата, што се случува? Бог ќе ги воскресне телата на мртвите низ целиот свет. Велите, што се годините пред тоа и пред тоа? Ајде да ве прашам, дали мислите дека е проблем за Бог да воскресне тела од морето, од рибите, од земјата? Кога тој го создаде сето тоа во почетокот, тој нема проблем со ништо од тоа. И тој вели дека ќе дојде судот пред белиот престол, каде што секоја личност ќе биде загубена, која го отфрлија Христос. Ке речете, па сега, ако јас сум мртов и сум во маки, зошто е овој суд? Овој суд е за степенот на казна што таа личност ќе ја искуси за сета вечност. Велиш, сакаш ли да ми кажеш дека веруваш дека луѓето ќе страдаат цела вечност? Тоа не е ниту добро прашање. Прашајте го ова. Што вели Бог? Тој вели, еднаш кога личноста ќе отиде во пеколот, нема бегство. Затоа Бог ќе кажува таа случка. Има родители кои ќе речат, па знаеш, ако јас живеам побожен живот, сигурно моите деца ќе бидат во ред. Не е баш така. Ако живееш безбожен живот, тогаш си поставил темел и за нив. Така, што вели Библијата? Кога личноста умира или оди во маки или оди во присуството на Бог, кога умира Божјото дете, кога умира Божјо дете, оди во присуството на Бог. И потоа, кога Исус ќе суди на верните, што се случува? Тогаш ние сме наградени за нашите добри дела. И сета вечност ние ќе уживаме во наградата што Бог ни ја дава како резултат на тоа како сме ги живееле нашите животи. Неверните на судот не добиваат награда и казна. Тие ја поминуваат вечноста страдајќи заради начинот на кој го живееле нивниот живот. Така да нема бегство. Може би велиш, зошто се оваа нагласеност на смртта, бидејќи тоа е неизбежно и секоја личност би требало да биде спремна да умре. Има само еден начин за да се подготви. Тоа не е одење во црква. Иако црквата е важна, не е читањето на Библијата, кое е многу важно, молитвата, многу важно. Суштинската работа е да ти, според твојата волја, побараш од Господ Исус Христос, да ти прости за твоите греови, го прифатиш фактот дека Тој отиде на крстот заради тебе, плати за долгот на твојот грев целосно и дека ти веруваш во Него како твој спасител и веруваш дека ти е простено за твоите греови преку прифаќањето на Него како твој спасител и кога ќе умреш, ќе бидеш во присуството на Семокниот Бог. Нема друго, ниту едноставно нешто како замена за тоа. Затоа ќе ве прашам дали сте спремни. Има само два одговори на тоа. Да, јас сум, не, јас не сум. Велиш, па јас имам друго нешто, можеби. Можеби што? Единствената работа што можеш да кажеш можеби е, ако можеби, јас сум грешка. Не. Библијата е кристално јасна. Освен ако човекот не е наново роден, тој не може да го види Царството Божие, Небесното Царство. Што во врска со тоа?
Дали некојаш си ја ставил твојата доверба во Исус Христос како еден акт на твојата волја, во некоја точка на твојот живот, каде си рекол, Господе, еве го мојот живот. Тоа не значи дека си живеел совршен живот, но значи дека сте го придобиле вашиот вечен имот, додека сте овде. Нема спиење на душите, нема уништување, нема чистилиште. Нема ништо од тоа. Ние живееме и умираме. Ние живееме живот во Христос, ние умираме во Христос, наградени за животот кој сме го живееле. Умираме надвор од Христос, без Христос, и страдаме вечно со казната од отфрлање на Синот Божи. Сега внимавајте, не е она што си го направил или не си го направил, тоа не прави да го пропушташ небото. Тоа отфрлањето на Божиот Син, Исус, жртвата, тоа ќе предизвика да го загубиш вечниот живот. Тоа е мојата молитва, сериозно да размислиш. Велиш, па ќе размислувам некој ден. Веројатно, има многу луѓе во пеколот денес кои ја рекле истата работа. Јас ќе ве замолам да бидете многу искрени со самите себе. Дали си подготвен да се сретнеш со Бог, кој те створи, ти даде живот и ти даде можност, дали си подготвен да се сретнеш со Него, отфрлајќи го Неговиот Син, правејќи си по Твое и бунтувајќи се против Божјата љубов. Татко, се молам Светиот Дух да ги втисне оние вистини длабоко во секое едно срце. Јас се молам за оние кои го отфрлиле тоа и се изговараат зашто немаат заедништво со Тебе. Јас се молам, Татко, да Ти ги направиш многу мизерни, така да, кога ќе легнат да спијат, да не можат да спијат, кога ќе се обидат да се сконцентрираат на други работи, да не можат се додека не се соочат со најважната работа од сите. Нивната лична врска со Тебе преку Твојот Син, Исус Христос. Се молам во Негово име. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.